Неискосена трева, расфрлана облека, бездомници, отпушоци и смет. Ова е сликата од срцето на главниот град, улицата Македонија. Но ова место со безвремено име, главната туристичка дестинација во Скопје, дури и да сакате да ги фрлите своите отпадоци во канта, совеста може повторно да не ви е мирна, бидејќи голем дел од кантите се искршени и отпадот повторно ќе заврши на земја. Помеѓу првите нешта кои што може да се забележат на самиот почеток на улица Македонија е големиот застој во сообраќајот, како и силната реа која доаѓа од шахтите. За минувачите тука не е потребно многу време за да се најдат во неволја. Плочките кои повеќе наликуваат на калдрмата која им претходеше, чекаат само на мала небрежност за некој да се сопне и да се повреди или барем да се посрамоти на раздвижената улица. Дури и оние предпазливите не можат да бидат сигурни кога е дождливо, бидејќи со еден погрешен чекор, водата која се собира под плочките може лесно да заврши на нечија облека. Улицата Македонија изобилува и со тараби со кои се кријат недовршените објекти од проектот Скопје 2014, а служат и како слободен простор за постери и уличен вандализам. Ги кријат објектите без фасада, оставени во заборав поради политички агенди. Можеби најдобар пример за тоа кој е односот кон туризмот во главниот град е информативниот центар, кој обраснат во трева и заборавен, подсетува на подобри времиња за Скопје. Па ако туристите сакаат да дознаат што може да видат во градот, веројатно ќе мора да платат водич, бидејќи покрај центарот, искршени и шкртани се и таблите со информативни карти. Граѓаните се незадоволни и вината ја гледаат кај локалната власт и градоначалничката Арсовска. Воопшто не сум задоволна од чистотата на градот воопшто Скопје. Ѓубре на секаде, кај што ќе видиш ѓубре. Па не, чисто не е средено, коцкиве играат сите. Има вода, кога ќе стапнеш на една коцка, се прскаш цел, така да градов е хаос. Сметам дека градоначалничката не сработи ништо у нејзиниот мандат. Општина Центар рекоа дека ќе ги наместат плочките повторно, меѓутоа се уште се сопнуваме ние кога одиме. А хигиената е испод секакво ниво. Е така. Па све не, само ги се по плочки, се кантане направени се никакви. Хигиената никаква. Сликата за главниот град се гледа и во навидом незабележливи детали, како канделабрите од кои често висат жици, а кои може да представуваат сериозна закана за безбедноста на минувачите. Или пак бизарната гледка од нераскитените новогодишни реквизити кои висат на расцветани дрвја, но и големиот број затворени дуќани на кои не им тргнало од рака. Порано тука можеше да се видат високи фонтани и жални врби кои требаше да го красат коритото на реката Вардар, но негрижата на локалните власти целосно ја променија сликата за овој дел од градот. За разлика од Скопје, речиси сите големи европски градови, на главната пешачка улица имаат познати модни брендови и ексклузивни ресторани и кафулиња. Кај нас има само неколку места каде може да се седне и да се одмори. Можеби единствено позитивно се уличните уметници, кои гордо ги презентираат своите дела пред скопјани и пред туристите.